Да се биде уметник значи дишење слобода и изнаоѓање автентичен начин како да се изрази она што ровари внатре во себе. Нему тоа одлично му поаѓа од рака. Ужива во свирењето пијано, ужива и публиката. Пијаното под неговите прсти танцува. Секогаш насмеан, полн со неверојатна топлина и љубов за целиот свет. Еве ни го Бобан Мирковски на утринска дружба. Добро утро, Бобо. Добро утро и благодарам за прекрасните зборови. Што е потребно за да се стигне до нивото на кое сте денеска? Знаеме од каде доаѓа љубовта кон музиката, доколку таткото е Љупчо Мирковски, тетката Будимка и Мери, тетино Дамир. Да, љубовта е јасно од каде потекнува. Да се стигне до некое професионално ниво е потребна прво многу голема љубов, односно страст према самиот инструмент, а понатаму и сериозна, макотрпна работа и ништо повеќе. И талент секако. Се разбира, без талентот не може да започне работата. Работи. Да, генетиката работи, без талентот не е возможно да се почне, меѓутоа се останато е само работа и љубов. По првиот албум кој го издадовте, Facing the Sun, посветен на класичната музика. Вториот албум кој ја виде светлината на денот е албумот Албум, кој ќе има концертна промоција на 13 мај токму овде во Македонската филхармонија. Така, јас сум пред се класичен пианист и некако беше јасно дека првиот мој албум мора да биде со дела од светските класици, таму се најдоа 4 скерца на Фредерик Шопен и сонатата на Арам Хачатурјан. Меѓутоа, некако целиот живот јас сум растен со нашата домашна музика, со забавната мелодија и веројатно од тука некаде потекнува и мојата љубов кон нашата домашна музика, па некако од тука се пројави желбата да направиме нешто кое што до сега не е направено кај нас, а тоа е преработка на 12 од нашите многобројни хитови од времето на 60-тите години, па се до раните 2000-ти години. Се направија специјални аранжмани и посебна благодарност за тоа до авторите кои што ми дадоа дозвола за целото тоа, но и огромна благодарност до веќе споменатите Љупчо Мирковски и Дамир и Мери кои што ми помогнаа максимално, да направија и аранжмани специјални за целото тоа и ми беа огромна поддршка за да го изведам овој албум. Има некоја песна што е посебна за вас? Мислам конкретно од албумот Албум. Не можам да издвојам една посебно, поради тоа што сите ми се навистина драги, се разбира тука се најди една морска звезда која што е авторско дело на мојот татко. Може би емотивно сум поврзан со тоа заради тоа што јас бев мало дете и се сеќавам како се одвиваше процесот кога тој ја создаваше таа песна, меѓутоа буквално сите 12 песни ми се посебно драги и не можам да издвојам една. Маестрален во концертните сали, но еве гледаме и нешто поинаку од Бобан Мирковски. Што преферира Бобан? Дали настап со оркестар или рецитал? Се си има посебна магија. Не можам да кажам дека нешто ми е подраго. Се разбира, чувството да се свири како солист со оркестар е посебно, бидејќи позади себе имаш 80 луѓе кои што те поддржуваат и така натаму, меѓутоа од друга страна рециталите се посебно чувство заради тоа што сум сам на сцената, така да се си има своја магија. Многу концертни настапи дома и во странство, многу награди. Има некој посебен што кај вас буди посебни емоции? Можам да кажам дека домашните настапи некако ми будат посебни емоции, поради тоа што јас потекнувам од тука, публиката ме познава, тоа се мои пријатели, блиски луѓе, така што мислам дека настапите овдека, особено во мојот роден град Скопје, некако ми се посебно драги. Како Бобо се подготвува за еден настап? И има ли некој ритуал пред да излезе на сцена? Пред да излезам на сцена немам некој посебен ритуал, релаксирање, едноставно размислување на сето она што сакам да го пренесам на сцената. Пред тоа
се разбира макотрпна работа, вежбање и така натаму, едноставно сакам да бидам релаксиран и расположен за да можам да им го пренесам тоа на публиката. Од каде Бобо црпи енергија за своите настапи? Од каде Бобо црпи инспирација за оно што го работи и како Бобо се справува во моментите кога нешто не оди од рака, или не оди како што сака Бобо и од каде црпи енергија за да рече стани Бобо и главата горе? Инспирација и енергија црпам од секојдневните случки, семејството, пријателите. Навистина можам да кажам дека имам огромна поддршка од сите луѓе околу мене и веројатно тие ми се најголемата инспирација. Многу често се случува да работите не одат како што јас сум замислил, поради тоа што јас сум и малку специфичен. Имам високи цели си поставувам пред себе, многу често знам да не бидам задоволен со мојата сопствена работа, меѓутоа тоа се разбира дека само ми е поттик за да продолжам понатаму и да напредувам. Да не беше Бобо пијанист, што ќе беше? Како ќе го видевме Бобо? Морам да признам дека е тешко прашање. Не можам да замислам што би бил, бидејќи се сеќавам, бев многу мал, 3-4 години имав, кога на татко му кажав јас сакам да учам музичко и сакам да бидам пијанист, и тоа беше нели на шега прифатено дома од каде дете замисли дека во животот ќе биде пијанист, така да не сум размислувал на тоа што би бил. Инаку Бобо е и редовен професор по пијано во музичкото училиште Илија Николовски Луј. На што ги учите вашите ученици? Она што ми е најважно да ги научам моите ученици е да ја имаат она љубов за која што зборував претходно, љубов према уметноста, љубов према вистинските вредности, страста према она што го работат, и мислам дека тоа е првенствено нешто на кое што треба да ги учиме младите, односно помладите и децата, така што се трудам да им го всадам во глава она чувство на љубов према инструментот, заради тоа што уметноста е нешто кое што не може да се опише со зборови, а може да донесе многу. Има Бобо идол? Да, може да се каже. Јас, иако сум класичен пијанист, некако цел живот сум заљубен во, ајде да кажам, рок музиката, односно јас сум еден од оние најголеми фанови на групата Queen, па можам да кажам дека членовите на бендот Queen ми се некако идоли во животот. Ајде, Фреди Меркјури ќе го истакнам како фронтмен на бендот, меѓутоа еве да речеме дека тие ми се идоли. Надвор од музичкото училиште? Јас сум човек со многу пријатели, човек кој што сака многу да се дружи. Секогаш кога имам време, сакам да го одвојам за семејството, за пријателите, така што гледам. Нормално доаѓаат периоди кога имам многу настапи, кога имам обврски, па времето е се пократко, меѓутоа, како што кажав, тие ми се многу важен дел од мојот живот како мотивација, како инспирација, и пријателите и семејството, така што гледам многу често да најдам време за нив. И какво е едно утро на Бобо? Како стартува денот за вас? Стартува денот секогаш многу рано со кафе. Гледам да имам време од сабајле да вежбам, попладне ми се обврските на работното место со моите ученици. Зависи од деновите како се распоредени. Релативно млад пијанист е Бобо, но полека но сигурно го освојува светот. Нека остане така. Благодарам Бобо што ова утро бевте гости на Македонија. Благодарам многу и поздрав за вашите гледачи.